Сега ќе ga искористиме една од овие апликации кои што може да се користат во Canva, а тоа е DID iPresenter. Со него можете да креирате видео аватар кој што ќе зборува место вас. Може да го користите како почеток на некои видеа и на учениците да им задавате задачи, бидејќи може да искористите ваша слика и да направите да зборува. Избираме видео. Може да користите некои од овие аватари кои што се тука дадени, но можете да си прикачите и ваша фотографија. Бирате. Потоа го пишуваме текстот кој што сакаме аватарот да го кажува. Здраво. Во ова видео се бира јазикот, бидејќи сакаме на македонски да зборува. И имаме опција од 2 гласа, на Марија и на Александар, значи нормално. Ќе изберам Марија. Можам да слушнам дали добро звучи текстот. Здраво! Во ова видео ќе научиме за дезинформации, мисинформации и манипулации. Па да започнеме. И може да напишем Generate Presenter. Гледате, користам еден кредит, бидејќи кога ќе се најавите на апликацијата, дозволува 20 кредити. Во моментот, според тоа што јас смеам да го користам, кликам Generate Presenter. Здраво! Во ова видео ќе научиме за дезинформации, мисинформации и манипулации. Па да започнеме. Понатаму видеото може да го симните и да го користите. Како аватар може да искористите и некоја позната личност, од некоја историска позната личност, па да ја користите во видео за историја како раскажува за случувањата од тој период во кој што таа живеела, што би било мошно и интересно за учениците.